Повторените избори, четврти во изминативе неколку години, не успеа да повлечат линија под неколкумесечниот парламентарен ќорсокак во Шпанија. До него дојде по неубедливата априлска победа на социјалистичкиот премиер Санчес и неможноста да формира влада. Лидерот на социјалистите, кој ги побара изборите за да зацврсти својата позиција, заврши со губење на 3 места, со ослабени потенцијални сојузници и со зајакнати десничарски партии. Сепак Санчес најави дека веднаш ќе започне да работи на составување нова прогресивна влада, предводена од Социјалистичката партија. A esa convocatoria llamamos a todos los partidos políticos, salvo aquellos que se autoexcluyen de la convivencia y siembran el discurso del odio y del antidemocracia. Кампањата беше засенета од каталонската сепаратистичка криза, која ја одеше на рака на екстремната десница. Конечните резултати покажа дека социјалистите имаат 120 од 350 места во парламентот, додека Вокс обезбеди 52 места, двојно повеќе од сега. Le hemos dicho a la izquierda que la historia no había terminado, que no tienen ninguna superioridad moral y que nosotros tenemos el mismo derecho que ellos. Колку за подсетување, Вокс го имаше своето парламентарно деби во април, кога освои 24 мандати во најголемиот успех на екстремната десница, откако Шпанија стана демократска по смртта на диктаторот Франциско Франко во 1975 година. На второто место се најде десничарската Народна партија, која освои 88 мандати, што е зголемување од 66% во претходните избори. Sánchez ha perdido su referéndum. Sánchez ha fracasado. Es el gran derrotado del día de hoy. Los españoles han hecho una moción de censura a Sánchez. Ha perdido 3 escaños. Ваквите резултати според експертите само ќе ги продолжат хроничните политички превирања во четвртата поголемина економија во еврозоната. Резултатите ќе го отежнат формирањето на владата поради длабоката фрагментација на парламентот и растот на Вокс, вели за Франс Прес аналитичарот Антонио Баросо. Тој предупреди дека поделбите биле толку големи што е невозможно да се исклучат уште едни избори.